657. Толку страници е документацијата што ја објави јавното претпријатие за државни патишта по договорот с италијанската ИРД, која барем на хартија го предводи конзорциумот кој за 22,3 милиони евра ќе врши надзор над изградбата на делниците од коридорите 8 и 10Д од Бехтел и Енка. Од страницата 128 до страницата 139 во книгата насловена 1.1 се наведени сите имиња на експерти кои ќе надгледуваат изградбата на автопатите. Нивното образование и работно искуство се во книгата 1.2. Анализата на објавената документација не донесе до заклучок дека недостасуваат информации за 23 од вкупно 81 експерт ангажирани на проектот. Поточно, недостасуваат договори на тие 23 експерти со некои од фирмите добитнички на тендерот или пак нивни подизведувачи. Например, вака изгледа уредна документација. Експертот за договорни прашања, Гоце Букилица Јордановски, е вработен во подружницата на Страбак во Скопје, но приложен е и договор за дело за негов ангажман со фирма од добитниот конзорциум ИРД Инженеринг од Рим. Сосема спротивен е примерот на кандидатот за експерт за варијации Владко Михајлов. За него се објавени документи поврзани со образованието, но во графата актуелно вработување пишува Ингероп, Франција. Таа фирма не е дел од победничкиот конзорциум, ниту пак е меѓу наведените подизведувачи, а во документацијата недостасува договор за дело или друг документ што ќе покаже како и кога е ангажиран Михајлов. Како него, без таков доказ, се уште 22 имиња. На прашањата на 360 степени од јавното претпријатие за државни патишта одговорија дека имаат доказ за вработување или договор за дело за сите експерти, но и дека не можат да ни ги достават. Лицата се вработени на неопределено во Electra Solutions и за нив се доставени М1, М2 образци за вработување кои поради заштита на лични податоци не се објавени јавно. Ако е така, останува нејасно зошто во договорот во кратичките за сите тие 23 лица е напишано дека работат во други фирми, а не во Electra Solutions. Настрана од тврдењата на ЈПДП дека има докази што не може да ги објави, според јавно достапните документи поврзани со вработувањето на експертите, фирмата преку која ќе поминат најмногу пари и работа, Electra Solutions, всушност има најмалку свои вработени меѓу ангажираните во надзорот, само 4. И не само тоа, туку дека и тие 4 ги вработила на 20 октомври 2022 година. Ако Electra Solutions учествува во надзорот со само 4 вработени инженери, кои ги пријавила на 20 октомври, тогаш со кои инженери на 27 септември го поднела барањето за добивање А лиценца за надзор. Според законот за градење, за да се добие А лиценца за надзор мора да се има најмалку 4 вработени инженери, од кои 2 со овластување А за надзор. Прашавме во Министерството за транспорт и врски кои инженери ги пријавила Electra Solutions кога побарала и добила лиценца и од кога се вработени во оваа фирма. Правното лице Electra Solutions Скопје ги исполни условите со прикажување доказ за вршење на соодветна дејност и 4 дипломирани инженери носители на соодветни овластувања за вршење надзор. Во однос на имињата и нивните вработувања, ви информираме дека согласно Законот за слободен пристап, бараните информации представуваат личен податок и нивното објавување би подразбирало повреда на заштитата на личните податоци. По ваквиот одговор, денеска до Транспорт и врски поднесовме барање за слободен пристап со кое бараме да ни ги обезбедат бараните податоци со оглед на искуството во претходни случаи, дека само име и презиме, без матичен број и адреса, не представува личен податок. Додека го чекаме одговорот се наметнува дилемата зошто инженерите со кои добила лиценца Electra Solutions не ги вклучила во надзорот над Бехтел и Енка. Особено што оваа фирма во надзорот ангажирала најмалку 14 други експерти со договор на дело. Уште минатата недела, 360 степени објави дека најголем дел од работата и парите за надзорот над изградбата на коридорите 8 и 10Д нема да поминат преку италијанската ИРД, која пред камерите го потпишува договорот од 22,5 милиони евра, туку низ домашните Electra Solutions и Евроконсалтинг. Владата до тој момент ја убедуваше јавноста во спротивното. И сега имаме светски признаена компанија која што врши надзор 10 години во Република Северна Македонија на најголемите проекти, инфраструктурни проекти во земјава. Не е денешна ИРД. Анализата на договорот покаже и дека, иако речиси сите експерти се домашни, сумите за нивните услуги се западноевропски. Услугата на секој геометар чини 5600 евра месечно.
Секој надзорен инженер ќе чини по 8 до 9.000 евра месечно, додека месечниот трошок за главен надзорен инженер е 20.000 евра. Хонорарите за четворицата членови на така наречениот правен трансакцијски советник од по 300.000 евра или вкупно 1.200.000 евра се чинат вон конкуренција. Во проверка на констатацијата дека станува збор за вртоглаво големи суми споредивме колку чинели услугите за надзор на другите автопати што се градат во земјава. Овие снимки се од 16 јануари 2020 година. Поводот на иста маса да седнат тогашниот министер за транспорт, вице-премиерот за европски прашања и директорите на јавното предпријатие за државни патишта и на градежната фирма Гранит беше потпишување на договор за изградба на автопатот Скопје-Блаце. Без многу помпа, на почетокот на годинава беа потпишани договори за доградба и за надзор над автопатот Скопје-Блаце. Надзорот го доби Градежниот институт Македонија, а цените за услугите за ангажман на кадарот се следни. Главен надзорен инженер 2.900 евра месечно. Надзорен инженер за животна средина 1.600 евра месечно. Геометар 1.300 евра месечно. За споредба, услугите на главен надзорен инженер на автопатите што ќе ги гради Бехтел и ЕНК се поскапи за 7 пати. За надзорниот инженер за животна средина се буџетирани 5,5 пати повеќе пари месечно, а услугата за еден геометар е поскапа за речиси 4,5 пати. Кога конечно се забрзаа работите на веќе историскиот автопат Кичево-Охрид во 2021 година, беше потпишан и нов договор за надзор. Тој тендер го доби Градежниот институт Македонија во партнерство со една од домашните фирми што ќе вршат надзор и над Бехтел и ЕНК, Евроконсалтинг. Според договорот, услугата за главен надзорен инженер на автопатот што го гради кинески Синохидро чини околу 11.000 евра месечно. Истата услуга во надзорот над Бехтел и ЕНК чини речиси двојно поскапо. За надзор за заштита на животна средина за автопатот Кичево-Охрид се предвидени 5.450 евра месечно, додека за Бехтел и ЕНК двојно поскапо, 9.000 евра месечно. Само услугата за геометар е колку толку споредлива. 4.440 евра за месец за Кичево-Охрид, 5.600 евра за автопатите на Бехтел и ЕНК. Овие суми, сепак, не значат и дека конкретното лице кое ќе биде, например, главен надзорен инженер, ќе ги земе сите 20.000 евра месечно, како што е буџетирано во договорот меѓу јавното предпријатие за државни патишта и ИРД инженеринг. Колку од таа сума ќе му биде исплатена на конкретно ангажирано лице, се утврдува поединечно со анекс договори. А бидејќи анекс договорите не се јавни и не може да се знае колку од проектираната сума завршува кај експертот, а колку останува кај фирмата која што го ангажирала, која што на крај е слободна да ги троши тие пари како што сака. Како е можно да има толку големи разлики во цените за една иста услуга? Во Бирото за јавни набавки велат, тоа прашање е оставено на секој договорен орган посебно. Бирото нема надлежност да навлегува во цените на набавката. Кај нас е важно да се почитува процедурата на постапката. Цените остануваат на договорниот орган. Самиот договорен орган може да направи истражување на пазарот пред да отпочне со постапката за јавна набавка. Хаджиев сепак додава дека се планира надградба на електронскиот систем за јавни набавки, кој ќе овозможи подобро да се следат цените. Во тој случај, кога така би биле понудите во веб формат, тогаш податоците од понудите ќе бидат обработливи и тогаш може да вадиме кои се биле најниски, кои нависоки или просечна цена за одредена услуга која е предмет на набавката. Со ова не се исцрпени прашањата што потекнуваат од 657 страници од договорот за надзорот над изградбата на автопатите од Бехтел и ЕНК. 360 степени ќе продолжи да ги бара одговорите.